Стадион. Емисија за вашата вистина. Градоначалниче, вие сте доктор. Каква иронија на доктор да му се случи ова? И нехигиена, труење, бактерии. Повелете. Па добро, сите знаеме дека се случи ова состојба во Гостивар. Јас не би рекол каква иронија, затоа што пред се има работи и раководители кои не можат се и се што да контролираат и јас многу сум пред се и лут и разочаран што сето ова се случува во почетокот на мојот мандат. Меѓутоа, сега мислам дека е време да се сплотиме сите и да се премине оваа ситуација и во однос на пациентите, епидемијата која беше присутна и во однос на враќање во нормала со водата, било да е тоа техничка, па после и водата за пиење. За сите други работи јас не би избрзувал ништо, затоа што многу работи сигурно за многу работи треба време, па да се дознае целосната вистина. Истрагата ќе го покаже своето, но и времето ќе го покаже своето. На кого сте лут? На инженерите, на Центарот за јавно здравје, на себе? Јас сум лут за се што се случува сегде, не само во Гостивар, него и сегде кај што се појавува ваков проблем, ваков или сличен, или кој нели не е добар за нашите граѓани, на нашата држава. Лут сум за се што, но ете се случи, затоа реков сега фокусот е да се врати во нормала ово состојба, па за сето друго мислам дека ќе имаме доволно време се да се анализира и се точно да се каже. Градоначалниче, како е може на толку водни ресурси, Шар планина, Гостиваритето да немаат вода, да немаат прица? Проблемот со водоводите, вие градоначалниците како повеќе да сакате паркови да правите, клупи, плоштадчија, отколку под земја да копате, ама тоа не се гледа, не е атрактивно за граѓаните, за гласачите. Јас не би рекол така, затоа што веќе беше се работеше на една нова водоводна линија со поголем капацитет, кој очекувавме негде за месец-два да се дозаврши и со истата водоснабдувањето да се подобри во целиот град, мислам и во околните села. Второ, исто така имаме проект паралелен заеднички преку Полошкиот регион со општина Тетово, мислам се работи и таму и кај нас на истите работи, така да нормално треба малку време за некои проекти, затоа што не се проекти што се прават за еден или два месеци. Целта во секој случај беше за догледно време да имаме и добро водоснабдување и добра контрола, исто така и друг, ќе кажам, проект кој е сработен и чекавме да се доврши, да се почне со анализи од самото предпријатие со лабораторија, така да овие сите се тековни работи кои се надевам сега и може и ќе се убрзаат и ќе бидат готови. Во предпријатието, дали, значи немало лаборатории, нема микробиолози, имавте договор со институтот, со кој, со некоја друга овластена лабораторија, секојдневно да прави контроли? Јас точно не знам, мислам дека со Центарот за јавно здравје, според тоа што ми го кажа од предпријатието, и контролите се правеле, мислам, еднаш неделно од страна за Центарот за јавно здравје. Не ја стои. Имате ли филтер станица, фабрика за вода, Гостивар, има ли? Како Штип, како Кочени? Пречистителна станица? Филтер станица Гостивар моментално нема функционално, затоа што е завршена првата фаза, но не е довршена втората фаза, која исто така е планирано со таа затекната состојба, е планирано да се заврши. Градоначалник, сакате да кажете дека ова е дел од тој проектот на СЕКО? Филтер станицата? Не.
Тој да, секој, пошто има неколку две фази, ако не се лажам, секој еден е предвидена била филтер станицата, секој два друг дел се работеше, мислам се работела предходно, пред неколку години, така да таа втора фаза од филтер станицата треба да се доврши. До каде, дали ни е предаден во собственост и во потреба резервоарот, тој 20 километри цевковод и ова што се правеше со 7 и нешто милиони? Зоран, за детали не можам затоа што не сакам да кажам нешто што не е точно. За детали околу тоа точно не знам, меѓутоа ќе ги имаме тие информации, затоа како што кажав, сега сме фокусирани на ова состојба да се помине. Градоначалниче, дали во архивите видовте дека и порано имало проблеми пред 10 на 15, 20 години во Гостивар? Нешто ми прочитав, ми падна на око до некој портал дека негде 2017 имало некаков проблем исто. Тоа не знам, скоро пред некој ден го прочитав. Сега околу тоа и околу епидемијата не сакам да зборувам многу, затоа што и во однос на бројките, вчера на пример кризниот штаб за вчерашните бројки за Сендом вели 97 прегледи. Тоа не се 97 граѓани кои имаат таква симптоматологија, туку се граѓани што побарале било каква помош. И треба точно да се каже дека од тие 97 овој број побарале затоа што имале такви симптоми. Меѓутоа сега во ова време и во оваа ситуација никој не гледа толку детално на се тоа. Искомуницирате ли со другите градоначалници? Еве се јавија сега и Крушево, Валандово, Пластица. Да, значи едно можам да кажам дека на дело се виде помошта, солидарноста на, сега да не речам скоро сите, но на повеќето градоначалници кои ме исконтактира и директно, кои помогна, секој на свој начин, така да ето беше, мислам се случи нешто и во таа прилика видовме дека секогаш сепак може да сметаме еден на друг. Сега имате проблем со пластичните шишиња? Не би рекол дека имаме проблем. Има веќе почетно има 7 точки, пакомак во договор со маркети за Монтенегро ќе се постават уште неколку од страна на јавното претпријатие Комуналец, така да не мислам дека ќе има било каков проблем. Околу залихите, тие ќе се трошат полека, така да не мислам дека е тоа проблем. Може да биде само тема за да има зашто да се зборува. Кој ќе ставите нов директор или сега тешко ќе најдете кандидат на комуналното нов директор нема, јас имав една средба со сите управители на сектори што се внатре во им кажав реално да одредат еден од нив што сега привремено овој месец-два да ја врши таа функција административно, за да може нели да функционира, затоа што има и други дејности што ги врши тоа претпријатие. Па после ќе седнеме и ќе видиме со сигурност ќе го направиме најдоброто решение. Се видовте, бевте или дојде кај вас јавниот обвинител да не дојде и републичкиот, Савески, он беше на состанок во Гостивар. И он е од Гостивар. Да, од Гостивар не, јавниот обвинител не бил кај мен, не сум се видел, до сега во ова фаза не. Не ве викнаа во обвинителството во истрагата? Не. За крај, сака нешто да ја праша и хидроинженерот, меѓутоа викуваат цело време Петрушевски вели има ли срам Валбан Лимани градоначалникот да не чувствува морална одговорност? Јас нормално пред секако човек и татко на 3 ќерки и како лекар кажав уште еднаш, чувствувам
кажав и без илутина и разочарување, затоа што ова се случува во почетокот на мојот мандат, во однос на се друго, кога ќе помине се. И оваа ситуација и истрагата, тогаш ќе може да зборуваме малку повеќе. Околу протестите, малку чудно е, многу малку луѓе излегоа. Сега, и како реагираат другите албански партии, и како го толкувате вие? Не знам, не сакам... Да беше за нешто да друго, ширам. за малку ќе бидам и брутален. Јас мислам, За знаме, за јазик излезаат десетини. Јас мислам дека не е моментот за отварање нови теми и за пенсионирање на ситуацијата безпотребно. Тоа тие се слободни теми кои ќе може да ги зборуваме после 2-3 месеци, дали кој што мислел, зошто не излегол, зошто излегол. Мислам дека воопшто не е потребно. Мислам дека и вие као човек мислите дека се е најважно здравјето на нашите граѓани и пристапот до вода. Да. Начков сака да ме праша нешто. Повелете. Градоначалник, ме интересира дали комуналец Гостивар има дозвола од Министерството за животна средина од каде ја зафаќа водата? Каптажа, бунариот. Тоа е постапка законска согласно законот за води. Јас не знам точно, претпоставувам дека имаат. За такви детални и точни информации ќе треба да се обратите до јавното предпријатие, тие директно да ви кажат. Значи и друго, дали на тој потек изворите согласно законот се со елаборати се докажува заштитните зони? И дали тоа го имате? Ќе ви го повторам одговорот, затоа што јавното предпријатие менаџира, сигурно тие документи потребни кои се ги има јавното предпријатие, но јас не можам да кажам од мојата позиција дека вака, така или е поинаку. Да. Градоначалниче, само за крај, што велат експертите, стручните луѓе, која ќе биде вратен во нормала водоводот, кога гостиварчини ќе можат Точно кризниот штаб да го користат? Техничката вода најверојатно утре или задутре најкасно, според сето тоа како се одвива досега работата и сите испитувања, се надевам дека водата за пијање најверојатно до крајот на наредна недела. Според Мало внимание, градоначалник на Гостивар. Благодарам и се надевам дека многу брзо ќе се врати во нормала водоводот, водоснабдувањето и воопшто животот во Гостивар. Стадион. Емисија за вашата вистина.